Дечки, здраво! Денеска ми е 21-виот ден во самоизолација и мора да признам дека веќе ми е многу тешко. Бидејќи карантинот продолжува, нели? И мерките се заоштрени за движење. И мора да останеме сите дома, бидејќи прв пат сме во можност да направиме нешто колективно добро, да се заштитиме и нас и да ги заштитиме другите само со тоа што ќе останеме дома. Да, воопшто не е лесно. И многу е тешко и како поминуваат деновите станува се потешко и имаме секакви мисли, размислуваме на се што и не знаеме како да го поминеме денот и не знаеме ни како да го организираме денот и уште потежок е фактот зашто нема цел денот. Лично кај мене тоа ме убива. Немањето цел во денот. Многу е битно во овие денови да примаме информации што се точни, што се вистински и проверени информации. Мој совет е да взимате информации само од Министерството за здравство, бидејќи сме во фаза каде што одредени медиуми шират паники и лажни вести и тоа воопшто не придонесува ниту за вас, ниту за целата општествена слика и за глобална слика. Значи, воопшто не е окей да се шири паника во ваква ситуација во која што се наоѓаме, бидејќи ова е пандемија и многу е битно да останеме смирени, бидејќи знаеме како можеме да помогнеме, ние го имаме одговорот. Можеме да помогнеме ова да престане само со тоа што ќе седиме дома. Тешко е седењето дома, ама има решение и на тој проблем. Исто многу е битно да се знае дека не е воопшто страшно и стресно и опасно да се побара помош. Слободно можеме да побараме помош. Има психолошка поддршка, има броеви на психолошка поддршка за повеќе групирани, па има броеви на родители на деца на предучилишна и училишна возраст кои што се во самоизолација. Тој број е 072-912-676. Потоа има психолошка поддршка за возрастни лица во самоизолација 072-919-009. Специјален број за граѓаните на Дебар и Центар Жупа 070-241-807. Значи, воопшто не е страшно, опасно, а најмалку срамно да се јавите на овие броеви, да разговарате, да кажете како се чувствувате во овие денови на целосна самоизолација и да зборувате за тоа што ве мачи и како се чувствувате, бидејќи реално тие моменти се решаваат според мене само на тој начин, со разговор. Од денеска има Министерството за здравство објави и броеви за психолошка поддршка на тинејџери и нивните родители. Бројот е 078-378-728. За родители на деца со попреченост 070-291-574. Значи, многу е важно во овие денови да разговараме, да се слушаме, да се почитуваме, бидејќи кога ќе излеземе од дома, треба да станеме подобри луѓе. Ако не можеме да идеме надвор, тогаш да пробаме да се слушаме самите нас и да влеземе внатре. Бидете добри и чувајте се. Се гледаме скоро.